Мемет Цинани од Тетовско Камењане вели дека во неговото село едва 1/4 од некогашниот број земјоделци ги обработуваат нивите. И тој сега сади само пченка и пченица. Од граф се откажал затоа што нема работници за берба. Состојбата е иста секаде во Полошко. Никој од младите не сака да работи земјоделие. Ние одиме све со затворени очи. Сум посеал јас 5, 6 или 10 хектари пшеница и не знам на крајот ќе добивам или ќе изгубам. И следната година, ако имам 6 хектари, следната ќе одам на 2. Или 1, или само за себе. Тоа се случува кај сите земјоделци. Полог, нарочито, терен каде што живееме ние, можам да речам дека 60% од младите замина. Мислам дека јас, можда и некој малку помлад од мене, ќе бидеме последна генерација која се бави со земјоделие. Ќе почнат да сејат 5 кила компир, за да има едно 100 кила за себе, едно 200 корени пиперка, едно 50 корени патиџан, пријатно. И младите не се воодушевени да работат земјоделието. Овие се некои многу причини. Според Цинани, во новиот модел на субвенции условите се потешки. Треба и фискализација. Истакнува дека за земјоделците најважно е да имаат осигуран пласман и рентабилна цена. Овој метод му одговара само на тутунарите, кои што не се буниле, и на лозарите. За нас другите се ето тоа катастрофа. 6000 денари ќе ти дај за тоа што ја обработуваш земјата, рестото треба да исполниш со фискални каси семејски материјал, сертифициран, треба со фискална каса каде си ја продавал, и сега јас се прашувам. Пиперка за ајвар, пример ќе одам. Кај има откупен центар? На пазар нема фискални каси. Државата прво требаше да ги среди своите работи, да има откупни центри за производите. Еве за компирот да одиме нема, еве за гравот нема, за пченката нема. Значи, освен за пченицата, за грозјето и за тутунот, друго нема откупен центар никаде. И тутунот оди со договор. И ние стално се залагат, било кој министр да биде на власт, вели да имаме договорно производство. Да, договорно, со кого да правам договор? Ај за пченицата ќе правам договор, за тутунот и за лозарството. Другото? Производителот има своја мака и своји трошоци, но на негов грб заработуваат трговците, вели Цинани. Патиџанот во ова време е под фолии. И тие нормално, према временските услови што беа ова година, па и порано, тие мора да имат загрејавање внатре. И 1 килограм патиџан нека ги кошта 50, 60 или 70 денари. Тој едва ги покрива трошковите. Вие гледате дека во Струмица почнува да ги растурат оние фолиите. Не произведуваат. Чарот знаете каде? Дебелата казна ја плаќа купувачот на тој патиџан што велите вие. А чарот е тој што го откупува од производителот, што му го носи на пазар на овој другиот трговец. Кај нив се е таа заработка и затоа луѓето се откажуваат од земјоделие. Голем дел од обработливи земјоделски површини во Полошко се пренаменуваат во градежни, па на нив наместо плодови никнуваат разни објекти. Нивите се расцепкани на мали парцели.